Новата 2020 година нуди раскошна можност за вразување на празниците со работни денови. Со снаодливост, симулација, разбрани доктори и добри шефови, 27-те неработни денови може да бидат 47. Првата можност се нуди веќе за Божик, кој секогаш е на 7 јануари, што е вторник. Понеделник, ден претходно е бадник, недела си е недела, а сабота секако за администрацијата и други е неработен ден, што заедно со 4 врзени денови, без никаква потреба од манипулации. Втората добра прилика за швајцување на денови е Великден на 19 април. Големиот празник секогаш е во недела, а неработен е понеделник потоа. Но, неработен е Велик петок, што пак се 4 неработни денови. Веднаш по него е 1 мај, кој годинава е петок или 3 нови неработни денови за администрацијата и снаодливите. 24 мај е недела, а неработен е понеделник и е Рамазан Бајрам. Од другите празници кои одат во прилог на празниците и неработењето се 2 август, кој е недела и ќе се празнува во понеделник. 11 октомври, исто така недела. Денот на македонската револуционерна борба е во петок, на 23 октомври и слично. Вакви можности има уште неколку и тие може да се најдат во програмата за неработни денови која ја изготвува владата. Секако, можности има уште многу, но се е индивидуално, зашто за некои е колку нема да работат, а за други колку ќе работат. Ваква прилика неработните денови во 2020 речи си да се дуплираат немало, верувале или не, цели 20 години. Тогаш последен пат звездите им биле толку наклонети на ваквите калкулации. Од тука, со среќа неработење и Господ да помага со платите. Со трошењето ќе се снајдеме.